Добро вечер. Убавините на Македонија привлекуваат се поголем број туристи. Статистичките податоци говорат дека во 2012 година Македонија ја посетиле 351.359 странски туристи, а во текот на минатата година оваа бројка се зголемила за над 15%. Со оваа убава информација ве пречекуваме во денешното издание на Урбаните вести. Останете со нас. Родителите со барање, вакцинирањето да не биде задолжително. 71 година од депортацијата на македонските евреи во логорот Треблинка. Уште 5 дена можност за поднесување на годишните даночни пријави. Форумот на заедницата во Карпош одлучи да финансира реконструкција на градинка. Група родители покренуваат иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на одлуката за задолжително примање на вакцина. Родителите сметаат дека треба да имаат право на избор дали ќе го вакцинираат своето дете или не. Министерството за здравство, од друга страна, тврди дека вакцините се со висок квалитет и не треба да се избегнуваат. Група родители на суд побараа право да одлучат дали ќе ги вакцинираат своите деца. Уставниот суд треба да оцени дали има прекршување во задолжителната вакцинација на децата. Ако немаат конкретни податоци и анализи, родителите стравуваат дека обемниот календар на вакцини може да предизвика сериозни нарушувања на детското здравје. Во Законот за основното образование е определено дека не може да се запишуваат деца на училиште доколку не се вакцинирани. Во Законот за заштита на детето стои ако мајка остварила или треба да оствари родителски додаток за трето дете, ако се утврди дека првото дете или второто не е вакцинирано и се запира правото, што е неодржливо апсолутно. Тоа не може никој да ми докаже во оваа земја и во било која земја. Друго, ако не донесете потврда за прво оделение, вие детето не може да го запишете. Тоа е уцена. Право на образование на секој човек. Значи, тие се за мене неодржливи од уставно-правен аспект. Секој човек одлучува дали ќе има деца или не. До толку повеќе, значи јас одлучувам дали моето дете ќе го вакцинирам или не, на мој ризик. Родителите бараат право на избор, а ризикот да биде оној што нема да прифати вакцинација, а имаат забелешки и на детскиот додаток, кој им се скратува на родителите кои не ги вакцинирале своите деца. Прочистените вакцини исто така во својот состав содржат жива, алуминиум, формалдехид, формалин, траги од животински ткива, може и од човечки. Нема некои големи бенефити. А што ќе се случи ако јас си дадам вакцина на моите деца и им се случи несакано дејство? Како јас тоа ќе го оправдам тоа? Значи болестите за кои што денес постојат вакцини се болести кои што имале трајни последици, значи со трајни последици останувале луѓе пред 100 години. Значи, во денешно време тие болести се многу полесно, поблаго можат да поминат. Значи, компликациите се проблем од болестите. Тие компликации, ако е добра храна, значи, добри услови за живот, добра нега, нема да се случи ништо сериозно. Министерството за здравство верува дека вакцините се исправни и се во согласност со критериумите на Светската здравствена организација. Оттаму нагласуваат дека одбивањето на вакцинацијата може да предизвика појава на заразни болести, кои во земјава се речиси искоренети. Сепак, родителите апелираат до институциите. Државата не може да биде позаинтересирана и позагрижена, отколку самите тие за своето дете и неговото здравје. Казната за одбивање вакцина е од 300 до 650 евра. До сега се издадени неколку прекршочни пријави за невакцинирање на децата.
Комеморативна седница за одбележување на 71 година од депортацијата на 7144 македонски евреи во логорот Треблинка во далечната 1943 година. Денеска се одржа во салата за седници на Советот на град Скопје. Еврејската заедница денешниот ден секоја година го одбележува со најразлични активности. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во салата за седници на Советот на град Скопје денеска се одржа комеморативна седница за одбележување на 71 година од депортацијата на 7144 македонски евреи во логорот Треблинка во далечната 1943 година, од каде ниту еден не се врати. Во Треблинка беа убиени 98% од вкупното еврејско население во Македонија, еден од најголемите проценти во светот. По тој повод, еврејската заедница во Република Македонија одржува низ за комеморативни активности во Скопје, Битола и Штип во спомен на загинатите македонски евреи. На комеморативната седница во Советот на град Скопје присуствуваше и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кој традиционално на овој ден се среќава со делегација на еврејската заедница во Македонија. Се навршуваат 71 година од депортацијата на евреите од Република Македонија, тоест од градот Скопје. Ние секоја година, како град Скопје, го одбележуваме овој настан заедно со еврејската заедница, тука во салата и на другите места. Им помагаме за да достојно се обележи овој настан, кога пред 71 година голем број на евреи беа депортирани од Република Македонија. Ние со овој настан не само на евреите од Македонија, туку и на сите евреи кои што беа депортирани во логорите и ги загубија своите животи огромен број. Значи на овој начин сакаме да ја одадеме одредена почит. А и со изградбата на музеот на Холокаустот во Скопје, кој што е практично еден од 4 изградени вакви музеи во светот, градот Скопје се вклопи во светската мапа на држави, на градови кои што го одбележуваат и на ваков начин овој Холокауст кој што настана со евреите. Така да ние понатака ќе продолжиме да го одбележуваме овој настан. Еврејската заедница секоја година со најразлични активности го одбележува овој ден. Уште од 1946 година делегација на еврејската заедница ги посетува местата на депортацијата, градовите Битола, Штип, како и монополот во Тутунскиот комбинат во Скопје. Во главниот град на 11 март голем број државни делегации, дипломатски откори, политички представници, како и делегации на граѓани и институции полагаат свеќања пред споменикот во Скопскиот монопол. Активностите продолжуваат пред могилата на загинатите евреи во Треблинка на еврејските гробишта Бутел со окажување кадиш, а утре вечер во киното Фросина ќе биде одржан и комеморативен концерт. Преостануваат само уште 5 дена до крајниот рок за поднесување на годишните даночни пријави. Досега во управата за јавни приходи пристигнале 70.000 пријави. Дневно во контакт центарот приходите ги пријавуваат околу 2000 лица. Во управата за јавни приходи очекуваат како и во изминатите години, така и оваа, последните 2 до 3 дена бројката драстично да се зголеми. Граѓаните пријавите може да ги достават и по електронски пат, а тоа го сториле и 2461 физичко лице од вкупно 10.600 регистрирани. Од ДУЈП информираат дека најголемиот број на пријави се по однос на платен персонален данок, на авторски договори, договори на дело и закупнени на недвижности. Контакт центарот на УЈП работи во 2 смени. Во него пријави може да достават и граѓаните од другите градови. Минатата година до предвидениот рок 15 март, известување по однос на годишните приходи поднеле над 174.000 лица. Од годинава нема да се оданочуваат добивките од игрите на среќа, од каматите на орочените депозити и од капиталните добивки од хартиите од вредност. Околу 22.000 тони чоколада, бонбони, вафли и други сладки производи годишно јадат македонските граѓани, покажуваат податоците на Стопанската комора на Македонија. Македонците се љубители на чоколадо. Според податоците на Стопанската комора, годишно јадеме околу 22.000 тони чоколадо, бонбони и други сладки производи.
Во Македонија годишно се увезуваат 11.000 тони кондиторски производи, а од домашното производство вкупно 11.000 тони се наменети за домашниот пазар, покажуваат податоците на Стопанската комора на Македонија. Лани во споредба со 2012 година зголемен е извозот, а се намалува увозот, што значи дека домашните компании постепено ги истиснуваат странските производители. Според финансиските извештаи во Македонија најголеми компании во кондиторската индустрија се Европа од Скопје и Витаминка од Прилеп. Во основното училиште Лазо Трповски се одржа 6-та завршна форумска сесија во рамките на проектот Форуми на заедниците, што во општина Карпош се реализираше со помош на Швајцарската агенција за соработка и развој и фондацијата Отворено општество Македонија. Објектот Сончогледи, кој е клон на градинката Пролет, беше избран за целосна реконструкција како најдобар проект предложен во рамки на Форумот на заедници. Со помош на грантот на Форуми на заедниците, дечињата во објектот Сончогледи на градинката Пролет денеска престојуваат во објект со нов покрив, со висококвалитетни прозорци кои штедат топлинската енергија, со нова кујна и тоалети, што одговараат на стандардите за ваков вид установа и севкупно во енергетски ефикасен објект. Проектот Форуми на заедниците почна со реализација во 2012 година и опфати низа форумски сесии на кои граѓаните дискутираа и предлагаа проекти, што требаше да се реализираат со неповратниот грант од Швајцарската агенција за соработка и развој, а во реализација на општина Карпош. Дел од идеите на граѓаните пак што не беа поддржани од Форумот на заедниците и не добија статус на проект, се земаат предвид како препораки од граѓаните и се имплементираат во програмите на одделни сектори на локалната власт. Со вечерашните надпревари Атлетико Мадрид, Милан и Бајерн Арсенал започнува разврската во осмина финалето во Лигата на шампионите. Заврши настапот за Рафаел Надал во третото коло на тенискиот мастер 1000 во Индијан Велс. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.